Стасавме во Крушево на 31 јули, пречекани од властите во Крушево на начин само кој ние го сетиме во тие моменти. Бевме едноставно протерани од Крушево. Но сепак, по наше инсистирање, ајде да не кажам наша тогашна тврдоглавост, ние успеавме да поминеме по улиците на Крушево со нашите коњи, горди, со едно големо чувство на победа за нас во тој период. Ајде, го се држи, ајде, нека седла. Ќе виде таму да добро, да чека. Учеше како треба. Ливадата до езерото е моја собственост. Јас сум внукот на Ѓорѓи Карев, односно на братот на Никола Карев. Во оваа нива е ваша нива. Слободно може да ги поставите коњи тука, да разумнете ако имате шатори. Ние не носиме шатори, носиме така и обични легла, ги наречеме, постелнина некоја, да ги поставите тука. Храна ќе имате за коњите доволно и мојот дом е и ваш дом. Чекај. Ајде на тоа. Добро е. Денеска е денот каде што се спремаме да одиме за Крушево, да тргнеме патот за славното Крушево, во чест на нашите патриоти и комити, во чест на нашите лисичани кои го организира овој конјички марш, во чест на нашата држава, со нашите млади македонци, со моите другари, со моите комши и роднини, да го одбележиме големиот ден, со благослов Божји и со Божја волја да стигнеме здрави и живи сите до Крушево. Благословен е нашиот Бог, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Поклон пред Крушево нека биде поклон и патување за секој македонец. Господ да биде со вас и да го продолжите и 30 пати по 30 и многу пати по 30 да слави. Господ да биде со вас. јули. Дојде денот што го чекав цела година. Од мигот кога станав дел од ова илинденско патешествие, јас живеам за овој ден. Тргнавме од Горно Лисиче. Запаливме свети во црквата Свети Петар и Павле. Добивме благослов од владиката. Се беше некако свечено, многу свечено. Што се чувствувам денеска величенствено и големо, не знам, како токму сега да правам нешто што ќе трае за секогаш. Дај Боже. Ајде, среќено за утре. Ајде. Нашата Македонија е прекрасно да се види на конј, бидејќи сепак едно е да се гледа на телевизија, едно се гледа низ автомобил, меѓутоа на конј по селата наши, по нашите градови, по нашите планини и долини, сепак едно големо доживување, бидејќи нашата Македонија е прекрасна држава и има и што да се види.
има ли музика во топотот на коњите во нивното патешествие до Крушево? Многу убаво прашање. Секако дека има, затоа што во тој случај веќе не станува за некаква символика или символизам, напротив станува за ехо на минатото. И затоа самиот чин практично е уште поснажен, нели, како чин, како изразена символика, како нешто што треба да символизира патриотизам. Во тој случај патриотизмот не е само политичка категорија, туку чествувањето да се патува од Скопје до Крушево, да се измине тој пат, практично овозможува да се слушнат повторните звуци, да се чуе, да се оживее тоа ехо. И прв пат морам да бидам искрен, доживувам едно такво снажно прашање, музика во топотот на коњите. Мислам дека доколку не беше Илинденскиот марш, доста од учесниците, поготово тие што доаѓаат од диаспората, не би ги виделе тие наши прекрасни населени места, нашата Македонија. Сепак е нашата Македонија да видиш на коњ, односно да го чувствуваш духот на македонскиот народ по малите места, по селата, едно големо доживување. Живеам веќе 20 години во Франција и као и секој се враќам во мојот роден крај. Се додека преку ваква врста на акции луѓето ги наставуваат тие добри дела, нема никогаш да се постави прашање дали идентитетот македонските постои и дали ќе обстане. Јас се осеќам како поголем македонец сега него или порано. Моје мислење е голема чест и посвета на загинатите илинденци, затоа во нивна слава и чест јаваме. Живеев во Норвешка, више живеам 5 години. Како една традиција и едно почитување кон нив. Али пак родниот крај си го сакам, значи колку и да живееш во друга земја, пак тука ќе дојдеш, ќе си ја посетиш пак, ја сакаш многу, највише од сите ти недостигам. И тоа јавање е најголема работа што може човек да ја доживее